Филков, друже, знаеме, ти се гледа од фаца дека ти е непријатно што треба да го правдаш премиерот за вакви глупости. И тебе ти е глупо, и нас ни е глупо, и цела држава се осеќа многу глупо заради тоа што премиерот вика тие што имале потерници, ама не се огрешиле пред законот у Македонија, може слободно да. Ја очекувам кај да е, кај нас да пристигне Ел Чапо и неговите синови, бидејќи тука не се огрешиле ништо. Значи ти молим те. Све си кажа ова карикатура од човек со тоа што ти вика оние од УЧК што се на потерници Македонија, дали ако дојдат ќе ги апси, тој вика па не, кој не се огрешил од уставот. Ај кажете ми, машиниот со видите како разбира право. И пази, знаете што е интересно? Ниеден универзитетски професор не искочи да му каже чекај што трескаш глупости. Ниеден судија, ни уставен, ни ваков, ниеден обвинител да чека. Кај се наоѓаш ти бе, човече, што збориш бе? Меѓународна потерница има, а ти ќе ни кажеш дека ние нема да го апсиме. Ја би му рекол, ја да сум како обвинител, ќе му искаш ќе кажам, ај ти тие што ги кажуваш, викни ги овде нека дојдат да ти кажеме колку ќе шетаат. Да виш колку ќе шетаат. Нема таков обвинител. Ти викни си ги овде па да видиш како. Саш да видиш денеска министерот за правда Филков што збореше за тоа потерниците? Шо вика? Ајде да видиме. Ајде да видиме, денеска му поставивме прашање. Пушти. Косово, премиерот го праша дали борците на УЧК кои што се бараат на меѓународна потерница од страна на Србија распишана преку Интерпол се добре дојдени во Македонија. И премиерот кажа дека се добре дојдени бидејќи не ги претрошиле законите на Македонија, а се барани по потерница на Интерпол. Како вие како министер за правда знаете како функционира схемата и коментирате? Јас се извинувам, сосема спротивното од вас го мислам. Што премиерот го кажа тамо не се однесува на тоа ние да собереме било какви криминалци, него се однесува на спроведување на правдата и законите. Што се однесува до лица кои што се предмет на потерници, секој оној кој што не ги повредил законите и уставот на Македонија, секој оној кој што нема конфликт со уставот и законите, тогаш слободно може да си дојде, да се прошета, да си ужива. Другиот дел од вашиот коментар на вистина не би навлегувал. Да повториме прашањето дали доколку тие луѓе дојдат во земјата, значи во Северна Македонија, ќе важат за нив потерниците од Интерпол. Јас мислам дека и досега важат, така да Сите оние кои што навистина се во таа насока, јас ги повикувам да дојдат, ние сме гостопримливи, можам сите да ги поканам да дојдат да уживаат во убавините на мојата татковина и на тој начин еве да бидат задоволни од нивниот престој таму. Добро, значи дека премиерот може слободно да се коментира што сака, секој законите ќе важат. Затоа што таа изјава беше баш буквално коментар како што на него му текна во тој момент. не. Вие не го демонтиравте as министер за правда. Не мислам дека е така, но ви благодарам. Уште со Косово и потерниците, во која фаза сте со преговорите за Мостом и сите други кои што треба да бидат екстрадирани? Чекаме, како што разговаравме со колешката минатата недела, таму процедурата е во тек, така да го чекаме исходот секој момент. Кога ќе го знаеме, ќе го знаете и вие. Филков, друже, знаеме, ти се гледа од фаца дека ти е непријатно што треба да го правдаш премиерот за вакви глупости. И тебе ти е глупо, и нас ни е глупо, и цела држава се осеќа многу глупо заради тоа што премиерот вика тие што имале потерници, ама не се огрешиле пред законот у Македонија, може слободно да. Ја очекувам кај да е, кај нас да пристигне Ел Чапо и неговите синови, бидејќи тука не се огрешиле ништо. Нема што потерница. Може да дојде Ел Чапо кај нас. Ама мечка, Се гледа, господине, ова сервилност, ова полтронство нас не донесе као држава до тука. Молчењето пред глупави, несолени коментари од страна на луѓе кои што ти ги сметаш дека се повисоко во хиерархијата, иако верувам дека Филков многу подобро го разбира правото од Христијан Мицкоски, кој што е сепак машински инженер, тоа молчење нас не доведе како држава до тука. Не доведе да може некој слободно среде бел ден да ти го сруши објектот во кој што живееш, работиш, небитно, да не одговара за тоа. Да имаш луѓе како Изет Меджити, овој новиот што е градоначалник Висар Ганиу на Чаир,
кој што подпишува антидатира документи, легализира документи од 2011, а тие се изградени сега денеска од 2024. Значи, таквата толеранција на глупоста, затоа што тоа што го кажа премиерот е глупост. Сега, нека ми прости премиере, ама глупост кажал. Што има врска? нека ми прости. ама Глупост тоа е, тоа е точка. перцепцијата на луѓето, човече. Сега го кажал тоа премиерот, ние мора да се тресеме, макар кажал и нешто глупо. Не бе човек, кој ќе слушнеш глупост, кој ќе видиш неправда, кој ќе видиш нешто кое што не е по процедура, по слово на законите, кој да е? Ти како министер за правда, прв човек кој што треба да ја састапува правната држава, ти треба да речеш прв, премиере, ова не ви беше добро. Се јавам по телефон, му е гледал, сигурно е гледал изјавата у Косово. Се јавам по телефон, речам, ти ова што го збориш не е така. Извини се на јавноста. А не го повториш после уште 2 пати. Мислам, полтронството во оваа држава не уништи. Кој е полтрон? Филков. Не, Филков јас го знам од Карпош, он е едно фино, културно воспитано момче. Ама јас тоа, сето тоа го викам. Ама додека Што- паметните, што е? фините... Поеде га туѓа Не, срамота. ама граначалник, додека фините, паметните, културните, образованите, учените, ќутат пред глупавите, неписмените... Абе види, ја да бев на негово место ќе речам, Преварантите. не знам изјавата ја дал да не ја дал после на дегустацијата на вината во Белград. Оди тогаш паметно му се мути. Не, ова е недела дена пред тоа. А пред тоа, па тоаш некако. Стварно се докажува Види што ни предлага Мицковски кој ќе дојат овде, ние со кабриолетот на автобусот што ги Да ги чекавме, возиме, да. ракометарите ќе ги возиме да ги видат убавините. Триумфалната порта да видат. можеме. Бојан Христоски има завршено од туризам и менаџмент, така да он може да ги прошета низ убавени туристички водич да им биде Бојан Христоски. АНБ. Може и И така. пази, и сега види, сега гледа човече види што е идиотизам. Ово истиот им се заканува на обвинителите и судиите ќе прават робусна акција. А овде вика, види, Не. бе, каква потерница се, ако не се огрешил од законите, каде бе ти, ова држава има Е, денеска, и знаеш што е многу трагично, денеска ова не е тема. Нигде. Негде. Ова е тема денес тука. Денес заканата кон целата јавна обвинителска фела не е тема никаде. Не. Ни на универзитетските професори од правен факултет, ни на судии, ни на пензионирани судии, обвинители и така натаму. Пензионирани универзитетски професори. Да. Наша тема е ова. Само да додам Вчера не една беше- добра, одлична забелешка има од наш гледач, вели, министерот вели, не се согласувам со вашето мислење, мисли на новинарот. А тоа не е мислење на новинарот, тоа е цитирање на тоа што го кажа премиерот. Поеде га туѓа срамота. Ама граначалник нека излези, нека каже пред цела јавност дека да тоа сум не ти е го така. кажав, абе премиерот треска зелени и шо ако ме разреши? Пред треска зелени, шо да ти? Ама од тие што ќутат, граначалник стигнавме до тука како држава. Он е многу стручен за хидроцентрали, овие работи не ги разбира он. Ама му кажа новинарот дека е тоа мислење на премиерот. Значи, поентата е дека луѓето кои што молчат Тоа е скандал бе човече, се скандал виновни за пар ситуацијата екселанс. у која што сме. Скандал пар И екселанс. мафта со прстот пред камера, не, толерантен бил до сега, од сега више Кривичниот готов. закон он си го како толет хартија си го користи. Тури му пепел. Толерантен бил до сега, од сега немал да биде толерантен. Еј, немој бе. Се тресеше гората, се роди глушец. Немој бе. Абе исто како за Цела името. држава сега ќе се исто стрепиме, како за веле денес Бугарија. ницика на која нога стана. Немој бе така да се понашаш човече, биди маце по-фахман. Двотретинско мнозинство имаш. Не се нервозирај толку понека, ама се смирено. Абе човекот Не се прави ова вака. најавува апсење од мај. Ја мислам дека човекот има некој притисок. Вак се, ова го збориме и надвор од емисија. Го жулија еден бизнисмен. Не, У- ова го у нова. збориме и надвор од емисија. Ајде. И ја мислам дека Христијан е под некаков притисок. Мислам дека тие што му се од најблиското обкружување го возат и го тераат на вакво понашање. Мислам дека не му е паметно да продолжи уште дугачка да ги слуша, затоа што има да заглиби као волу купус. Ова најискрено му е мислење. Еве мечка, него му досадиле судиите и обвинителите, а само 6 месеца на власт. Многу луѓе него му досадија, многу се заканува, многу закани ова.
И нема обвинител да излезе да збори за ова. Не. Па нема бе, нема. Ајде да те прашам уште една работа. А кај е председателката наша? Она данас прима, она е во Севдак, бидејќи денеска ја посетил лидерот на опозицијата. Вчера. Или вчера беше тоа. Добро, ја денеска ги гледам на овакво. Она е срекна, ја посетил лидерот на опозицијата. Па нели она професорка по право, ве молам. Каков е? Она сега да не беше председател на држава, да бе од друг некој да го каже од спротивната страна. Од денеска она леле кој ќе отвореше уста. Да, вриште Или она кој ќе отвориш за она како тоа може да не се меѓународна потерница распишана, ние тука да ги примаме криминалците. Како може ние меѓународни подпишани договори, правила да не почитуваме? Пакта сум серванда. А денеска ова закана кон судија, овие прашања не се треба да ги да ги патите. Она треба да ги одговори. Градачелник ние го добивме тоа што го добиваме Ако имаме 33 години. председател као што треба ќе одече премиере, кај се наоѓаш Собно цвеќе. Собно цвеќе, ние 33 години ова држава имаме собни цвеќиња у вилата водно. Дали биле, не знам, како беше тоа, Ѓорѓе, како го вика, фикус, ова, она вила, Сан Севериева, Сан Севериева, но. И кебана те зимаш, ја мрдаш, сакаш да избришеш прашината, ја дигаш, ја ставаш. Не, ама ние тоа го добивме, односно народот тоа го бараше. Затоа што не гласаше за луѓе кои што гласно го креваат гласот и тогаш кога не име курентно на нив. Ови работи и кажеш, како бе така? Како така? Ајде да се смириш ти малку. Луѓето цело време, нели, нас тројца не прашуваат, се скаравте со ВМРО ваката. Ние се скаравме со ВМРО кога знаевме дека ќе дое на власт. Ако сме биле луѓе од интереси, ако тоа не водело нас со животот, да живееме убаво и мирно. Како викаат? И да бидеме у влада со 160 денари плата. Од Шетници 44 година. Есента 44 Ако на нас тоа не било приоритет, ние ќе бевме сега со ВМРО и ќе викавме да главни така е, да премиере така е. Без мене. Овие глупости да му ги трпам. Замисли на овој да му бидеш министер и треба сега да голташ глупостите негови. Тие биле добредојдени со кабриолет автобуски ги возел. Срамота. Тие што молчат, тие што ќутат, тие уништи оваа држава. Сега да ве прашам, има ли ситуација? Ама баш сега суди обвинителите ова треба да го чекат, да му дојде некој од овие со потерници, так. Ајде у шутка и да го видам шо веќавал јавно, кој ќе му рипнат после браќата. Сакам да ве прашам, има ли ситуација, нели бевте дел од коалицијата на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоски беше председател тогашка на ВМРО ДПМН, имало ли ситуација некој од коалиционите партнери да му се спротистави на тие состаноци? Или вие бевте единствени? Не. Јас многу го нервирав со тоа што често пати го спомнував Груевски, бев многу противник на тоа што многу голем отклон прават од Груевски. И тоа многу го нервираше. И сум слушал вака и во кабинет се нервирал. Не, ја не можам да поверувам уште што... Дај пушти го Мицку уште еднаш за обвинителите. Леле, каква пиратка... Друга тема вечера ќе ставиш. Каква пиратка е човекот. Абе, јас сум ко-водител овде или... Не ме фермате мене. Радио 2, гостин уредник. За тие два гостин уредник. Да, ај пушти го пак да го слушнеме уште еднаш, молим те. Кидам бушоните, ќе ви изведам. Верувате ми, на секоја седница на влада читаме ревизорски извештај. И на секоја седница на влада директно јас го прашувам ревизорот дали има основ за кривични дела и дали е тоа доставено до обвинителство. И на секоја седница на влада го добивам истиот одговор да, доставена. Што значи дека имаме повеќе од стотици случаи доставени до обвинителство. Дали вие сте слушнале, освен тоа, кога на некој обвинител која треба да потпише налог за приведување или претрес и така натаму, му е се слошило, добил диареја, со гушење, повишена температура или добила и така натаму. Секогаш тие наоѓаат некаков начин да ја обструираат акцијата на органите на прогонот. Јас сум жестоко разочаран од ова што се случува денеска, но верувајте дека нема да бидам уште долго, туку ќе влеземе во една робустна акција, иако треба со тие корумпирани обвинители и судии ќе се справиме на поинаков начин. Затоа што секогаш кога ќе треба правдата да ја имплементираме, некој добива диареја, температура покачена или анксиозност од обвинителите и судиите.
секогаш кога ќе треба правдата да испорачаат органите на редот. И тука ќе влеземе сега робусно во периодот што следи. Нема веќе да трпение, заврши трпение. Како може? Нема веќе трпение, заврши. Ме боли Кој оне речник добиено? Кој тој речник? премиер. Изгледа го нервира, прашува Александар Тодоровски кривичната за Бојан до кај, изгледа го нервира што не ја процесуираат кривичната изгледа. за Тоефелд. Изгледа, Да. изгледа. Да. И Не знам овие под- Мики Маусиве што се Не позади знам него. под какви импресии денеска бил. О, има една слика пред некој ден беа сите со гел. Како беа Ако ја ставени, има леле, режија, мајко. ако има режија, Ја, нека ја ова, пушти да ја, илустрира. Као со четка за ова кондуктор. Ја не знам направени човеков по какви импресии бил денес, кој го изнервирал, дали бил под газ. Ова е ненормално. Жестоко се изненавира. Дија запамчи има за тие работи, бе, Лексилинче. Премиер нај се тревожи, бе, 6 месеци, бе, имаш уште време, полаком. Полаком, па ја ако сум се нервирал вака да сега мртов ќе бе.